Со проект за продолжување на булеварот Октомвриска револуција и негово поврзување со автопатот, со изградба на неколку катни гаражи и кружни текови на повеќе крстосници, ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија ќе го решаваат сообраќајниот метеж и недостигот од паркинг простор во градот. Наместо како што СДСМ ветува со години изградба на катни гаражи, проширување на постоечки улици во центарот на градот, пробивање на нови улици, олеснет проток на возила низ градот. Од СДСМ добивме само тотален хаос и секојдневни сообраќајни гужви кои го блокираат Куманово. За зголемување на протокот на возила и анулирање на застојот во сообраќајот, како и за зголемување на сообраќајната сигурност, ќе изградиме кружни токови на повеќе раскрсници. Приоритетно на раскрсницата помеѓу булеварите Трета Македонска, Ударна бригада и Октомвриска револуција, на Трета Македонска кај Зелениот пазар и влезот во град Куманово од магистралниот пат Куманово-Свети Николе. Ќе прошириме улицата Гоце Делчев за уште една коловозна лента. Ова се само дел од проектите кои што ВМРО ДПМН планира да ги реализира откако ќе ја добие довербата на граѓаните во пресрет на локалните избори. Николовски денеска со пораки до 3 целни групи: младите, вработените во општината, јавните предпријатија, државната администрација и пензионерите. Првим би сакал да ви се обратам на вас, младите кумановчани, на вас што крвта уште ви врие, што сте пркосни, што имате сила и храброст да кренете глава горе. Ве поканувам да ни се придружите како што во минатите денови ни се приклучуваат многу ваши сограѓани, многу ваши соврсници. Ве замолувам да ни се приклучите, да дојдете заедно со нас и да помогнете Куманово, заокружувајќи го број 7, да стане град на спортот, на културата, на забавата, но и на економскиот развиток. Втора целна група на која што сакам да се лично да се обратам е целната група на која што мислам дека денеска во оваа кампања е најрепресирана, е најуценувана, стискана, притискана од сите страни. Тоа се исто така наши сограѓани. Тоа се исто така наши роднини и пријатели кои што работат во општината, кои што работат во општинските јавни предпријатија, кои што работат во државната администрација. Почитувани наши сограѓани, знаеме се, верувајте. Издржете до недела. Оваа репресија ќе заврши. Знаеме кој ве притиска, како ве уценува и зошто ве уценува. Но во недела излезете масовно како што ви кажуваат да излезете, како што ве стискаат да излезете. Излезете масовно и застанете позади параванот. Е таму, почитувани сограѓани. Таму смирено размислете како сакате да излезете од позади параванот. Имате две можности: да излезете како слободна личност или да излезете како нечи роб. Затоа ние сме број 7, а вие размислете. И третата целна група на која што сакам лично да се обратам, односно во името на целата советничка група и нашиот кандидат Тони Михајловски, е она целна група на луѓе што памтат најповеќе, на пензионерите, на највозрастните. Они памтат како било Куманово во некои добри времиња кога луѓе од цела Македонија доаѓале да видат у Куманово што е град, да се шетаат по нашето корзо, да се шетаат по нашата чаршија, да работат во нашите фабрики гиганти. Тие луѓе, тие пензионери сегашни кумановци паметат какво било потоа Куманово во следниве 30 години, какво е ова сивило што сега се случува во Куманово и каков град станавме, црна дупка општина во Куманово. И затоа во лично име и во името на нашиот кандидат Тони Михајловски, во името на советничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова Македонија, ве замолувам да излезете масовно и да го заокружите бројот 7. Николовски ги повика граѓаните в недела да излезат на избирачките места и да дадат поддршка на нивниот кандидат за градоначалник Тони Михајловски и советничката листа на Коалицијата за обнова на Македонија.